Ги следите регионалните вести. Одбележана 2-годишнината од упокојувањето на полошко-кумановскиот митрополит господин Кирил. Помен парастос и света архиерејска за упокојна литургија се одржаа во Кумановско Делјадровце, вечното почивалиште на владиката Кирил. 2 години од упокојувањето на полошко-кумановскиот митрополит господин Кирил се одбележаа во Кумановско Делјадровце. Одбележувањето започна во црквата Свети Ѓорѓи, каде беше одржана света архиерејска за упокојна литургија. Во присуство на архиепископот Охридско-македонски господин Стефан, како и на голем број верници, пријатели, роднини и почитувачи на делото на владиката господин Кирил од целата држава, света архиерејска за упокојна литургија отслужија митрополитот Повардарски господин Агатангел, митрополитот Кумановско Осоговски господин Јосиф и митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. За делата на последниот жив митрополит кој присуствувал на собирот на македонските архиереи во 1967 кога е возобновена автономијата на Македонската православна црква, во своите обраќања потсетија митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф и митрополитот Повардарски господин Агатангел. Поминаа 2 години од неговото упокојување во Господа, но тој како се уште да е присутен меѓу нас. А присутен е бидејќи е зацртан во нашата меморија, во нашите спомени, но и во конкретните дела. Со епархијата со која раководиме, а која произлезе по упокојувањето на додо Кирил од поранешната Полошко-Кумановска епархија, се уште се зборува за овој пастир на македонската духовна нива, за неговата способност да организира и мотивира, да убеди, да придобие и сето тоа заради црквата Христова. Уште се памети проповедничката способност на митрополитот Кирил, неговиот префинет, разбирлив и течен речник, неговото познавање на историјата, која дедо Кирил ја читаше и раскажуваше од душата на напатениот македонец, неговата сугестивност и елоквентност, неговата строга милост. Дедо Кирил знаеше како и со обичниот човек и со ние на високи општествени позиции. И затоа беше сакан и почитуван од народот. А особено затоа што вистината за која зборуваше и ја живееше, ја читаше од меморијата на македонскиот народ, за кого, за чија правдина, за чие праведно место под сонцето, за чија еднаквост со другите народи го посвети својот живот. Пастирот кој глаголеше од душата и срцето за оваа наша света македонска православна црква, за незината автокефалност, за незиното постоење, кој глаголеше за маките и страданијата и болките на нашиот македонски човек, кој постојано коленичеше пред Господа и се молеше за негово спасение, која молитва произлегуваше од длабочината на неговото срце, и јас верувам дека тие молитви Господ Бог во тие најтешки моменти за нашата црква, за нашата држава и за наше македонско обстојување ги услишуваше и ни даваше спокојство, трпение, мир, за да можеме сите страдани и сите маки да ги издржиме. На заупокоената литургија за митрополитот господин Кирил во Делјадровце со духовни песни учествуваа и женскиот младински хор Менада под диригентство на маестро Ивица Зорич.
Помен парастосот, архиепископот господин Стефан, тројцата архиереи и свештениците го одржаа пред вечното почивалиште на владиката господин Кирил во дворот на манастирската црква. Дај му Господи вечен покој на Твоето чедо, митрополитот Кирил, и направи му го споменот вечен. Вашето присуство тука зборува за тоа каков човек беше владиката Кирил, рече меѓу другото архиепископот господин Стефан, подсетувајќи дека тој на идните генерации му оставил многу аманети, кои се однесуваат на зачувување на националниот и црковниот идентитет. Митрополитот Кирил беше архиереј кој одбележа половина век, скоро половина век во животот на нашата света црква. Ќе подсетам, тој стана архиереј во она историска 67 година. Беше учесник на Третиот црковно-народен собор. Беше еден од 5 членови на Светиот архиерејски синод, кои што ја подпишаа одлуката за возобновување на Охридската архиепископија како Македонска православна црква. Тој беше основоположник на тогашната американско-канадска и австралиска епархија, подоцна основач, организатори на Полошко-Кумановската епархија, но не беше само тоа, тој беше жив и активен учесник во севкупниот живот на нашата света црква. Кога требаше, беше во богословијата, кога требаше, беше по нашите храмови и манастири, по сите наши епархии. Беше архиереј кој и ќе остане во споменот на нашата света црква како исклучителен архиереј. А и ова што сме вака собрани, говори кај кој човек сме дошле. Кај почитуваниот митрополит Дедо Кирил, да се подсетиме на него, но и на неговите аманети, како рече митрополитот Агатангел. Неговите определби, неговите ставови, јас верувам дека и на ова, но и на идните македонски архиереи и свештени служители ќе им бидат постојано присутни. Да се чува автокефалниот статус на нашата света црква, да се чува името наше македонско и се што е наше. Упокоениот владика Кирил во периодот од 1967 до 1986 година бил митрополит американско-канадски, додека од 1986 па се до неговата смрт во 2013 година тој беше на челото на Полошко-Кумановската епархија. Почина на 79 годишна возраст. Во Државниот универзитет во Тетово се одржа 5-та меѓународна конференција, каде свој говор на тема национално разбирање одржа амбасадорката на Франција во Скопје Лоренс Оер. Циклусот конференции го организира проректорот за меѓународна соработка при Тетовскиот универзитет. Je suis venue aujourd'hui avec le professeur Anne Bazin. Значи денеска јас сум дојдена овдека со професорката Ан Базан, која ќе третира една тема која што се однесува до националното разбирање. Значи досега ние сме имале неколку конференции, уште еднаш конфирмирав за проректорот дека нашата соработка ќе продолжи и ние ќе го поддржиме универзитетот со тоа што и понатаму ќе соработуваме. Досега сме имале 4 одржани конференции кои што биле значи организирани во соработка со факултетот, со правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово, а нашата соработка и нашата поддршка ќе продолжи и понатаму со тоа што ќе
ќе придонесеме за развојот на катедрата за француски јазик, односно изучувањето на францускиот јазик и литература. Во нашиот универзитет се држи една, така да кажам, workshop во промовирање на европските вредности, толеранција во Република Македонија и ја поздравувам многу амбасадата на Република Франција што придонесе кон организирање на ова конференција, а во друга насока ние зборувавме за можностите како може да ја подигнеме, значи, функционирањето на катедрата по француски јазик, култура и цивилизација и литература тука во Државниот универзитет и добивме јака поддршка од амбасадорката дека во иднина ќе соработуваме се уште потесно за да може да придобиват универзитетите и општеството во целина. Во Гостивар се одржува дводневен интернационален конгрес за економија и бизнис. Над 130 учесници се дел од овој настан, кој по Гостивар ќе продолжи во другите градови на Македонија. Економски и бизнис експерти од земјава и странство од вчера на дводневен конгрес во Гостивар дискутираат за актуелните економски трендови. Се разгледуваат состојбите во предприемаштвото во Македонија и на Балканот, како и новите бизнис текови. Домакин на настанот, кој собра над 130 учесници во Гостивар, е Универзитетот Визион. Првенствено ќе биде развивање на теоретскиот дел во однос на развој на предприемаштвото и на економското сваќање и на бизнисот во Македонија и пошироко во Балканот. Инаку, како коорганизатори на овој меѓународен конгрес се двата универзитети од Република Турција, Универзитетот Сакарија и Универзитетот Джелал Бајар од Маниса и воено три универзитети од Република Македонија, Меѓународниот универзитет Визион, Фон универзитетот и Универзитетот за туризам и за менеджмент од Скопје. Така да ова е една активност помеѓу приватните и државните универзитети, каде што ќе учествуваат вкупно 135 учесници од 7 земји во регионот и од 34 различни универзитети. Еден од говорниците на Интернационалниот економски конгрес во Гостивар е и министерот Фуркан Чако. Денеска со мој одговор ќе представувам пред се владата на Република Македонија, а воедно и како граѓанин на жител на општина Гостивар, би сакал да дадаме денеска придонес на овој конгрес пред се, а воедно со нашето присуство би сакале да дадаме еден сигнал дека ние како влада и поддржавме отварањето и воспоставувањето на овој нов универзитет, со тоа што се надеваме дека во понатамошниот период универзитетот ќе придонесе и за образовниот систем на Република Македонија, ќе дава придонес и на науката кај нас во државата, но воедно исто така се надеваме дека ќе има позитивен придонес и на локалната економија на општина Гостивар. По 2 дена дискусии во Гостивар предвидено е конгресот да продолжи да патува во други градови во Македонија до 14 јуни. Дел од тетовските средношколци незадоволни од реализирањето на екстерното тестирање. Денес реагираа на неправилностите на системот на оваа реформа. Несоодветни прашања и услови за реализација, прашања без одговори или прашања со 4 исти одговори, се само дел од примерите на кои наишле тетовските средношколци за време на екстерното тестирање. Реагираат на многу негативности и сметаат дека истото има многу нерегуларности и грешки, не само во неговата реализација. Конкретно во екстерното тестирање ни сметаат несоодветните услови за реализација, тоа е спроведување на тестирањето, потоа несоодветни прашања за конкретниот предмет кои не се застапени во програмата на предметот, кои немаат исто така прашања кои немаат допирна точка со самиот предмет, како на пример јас полагав историја, а имаше прашања по музичко образование. Потоа имаше прашања поставени на македонски јазик, а одговори дадени на албански јазик, прашања без точен одговор, прашања со 4 идентични одговори, понудени одговори без прашања
и очигледно политичко ориентирани прашања. Незадоволството од концепцијата за екстерното тестирање средношколскиот пленум од Тетово денес го изрази преку приговор до Државниот просветен инспекторат Тетово. Символично со завршетокот на учебната година и со завршетокот на екстерното тестирање поднесовме приговор за неправилностите и дефектите кои се направени оваа година за екстерното тестирање. Вчера исто така бевме тука да поднесеме приговор, но не препратија во општина каде што тие се одговорни само за техничкиот дел за обезбедување на екстерното тестирање, како што се компјутерска опрема, компјутерскиот систем, да нема падови, тоест на компјутерскиот систем. Исто и таму ни посочија дека Државниот просветен инспекторат и Бироото за развој на образованието со уште еден орган на Министерството за образование се надлежни за целиот концепт на екстерното тестирање. И затоа денеска тука пак поднесуваме приговор. Ни беше примен без проблеми и рекоа дека ќе го проследат до одговорните лица. Проектот за екстерното тестирање е масовен и во него се опфатени 15.000 наставници и 200.000 ученици. Физички нападнат автопревозник од страна на тројца браќа. Полицискиот билтен на СВР Тетово бележи 4 сообраќајни незгоди. 40-годишен жител на Мерово вчера бил физички нападнат од страна на тројца браќа, додека чекал патници на улицата Маршал Тито во Тетово. На тоа место со возило поло со скопски регистерски таблици пристигнале трите лица на возраст од 29, 28 и 25 години од Глумово и веднаш се нафрлиле на него повеќе пати удирајќи го со дрвена палка по телото. Набрзо тројцата влегле во возилото и се упатиле кон Скопје, но од службеници на полициското оделение Групчин биле запрени и приведени додека повредениот се обратил за лекарска помош во Тетовската клиничка болница. По овластување на јавен обвинител извршени увети се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот, пошто тројцата напаѓачи од Глумово ќе се соочат со соодветен поднесок. Полицискиот билтен на СВР Тетово бележи и 4 сообраќајни незгоди. Во 2 причина е куче бездомник, додека во другите 2 преврзо возење. Вчера вечер на автопатот Тетово Гостивар патничко возило БМВ управувано од 28 годишник од Копанце налетало и удрило во претходно прегазено куче бездомник. Од удирањето тројца со патници во возилото на различна возраст добиле телесни повреди. Пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршен е увид на местото на несреќата, каде претходно во кучето удрило и го усмртило исто така возило БМВ, но со гостиварски таблици што го управувал 48 годишник од Долна Бањица. Ноќеска околу 1 часот на улицата Маршал Тито во Тетово патничко возило Рено Талија управувано 27 годишен тетовец загубило контрола и удрило и оштетило 2 паркирани возила, Опел Тигра и Пежо. Нема повредени, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. На автопатот Скопје Тетово пак, на близу километар до мостот на реката Вардар, вчера околу 15 часот патничко возило Поло, управувано од 60 годишен гостиварец, излетало од коловоз и се превртело. Од излетувањето и превртувањето возачот и еден сопатник дете задобиле телесни повреди и по укажаната помош во Тетовската болница се пуштени, а другите двајца сопатници, исто така малолетни деца, се задржани за натамошно лекување, односно обсервација. Спортскиот центар во Тетово е одличен ресурс за заедницата, која треба да преземе одговорност и да се грижи за него. Ова беше пораката што ја пренесоа голем број невладини организации, кои ја отпочнаа кампањата за реконструкција на спортскиот центар. Преку музика, поезија, визуелни уметнички активности и спорт организирани вчера на спортскиот центар, голем број невладини организации од Тетовско упатија повик за рестартирање на спортскиот центар во Тетово. Одржувањето на еднодневен летен фестивал со богата програма беше само начин да се покаже културниот потенцијал на просторот на центарот. Настанот има за цел да се сврти вниманието на лошата состојба на спортскиот центар во Тетово, да се побара негова реконструкција, но истовремено да се подигне свеста на граѓаните дека треба да ја преземат одговорноста и грижата за паркот. The idea of this event is to bring all the people together here in Tetovo. Идејата за овој настан е да се донесат сите луѓе од Тетово на едно место, прилика да се отпочне со славењето на спортскиот центар.
Тој е одличен ресурс кој го имаме во Тетово, има многу простор, многу дрвја, многу места за луѓето да спортуваат или да уживаат. Сакаме да го свртиме вниманието на граѓаните за овој преубав парк кој го имаме и да бараме реконструкција за него, да создадеме безбедни и чисти места за играње за децата и нивните семејства. Иницијативата за рестартирање на спортскиот центар започна минатата година, а во неа се вклучија 17 невладини организации кои организираа неколку настани за чистење на спортскиот центар. Полицијата денеска спроведе акција во село Ваксинце со цел откривање на лица за кои постојат сомненија дека прикриваат мигранти, односно дека учествуваат во кривични дела поврзани со криумчарење на мигранти. При спроведувањето на акцијата биле пронајдени вкупно 128 мигранти од Сирија, Ирак и други земји од Блискиот Исток и едно 68 годишно лице од село Ваксинце, кое се барало со потерница за издржување на казна затвор поради убиство. Илегалните мигранти биле откриени во 5 објекти од 10 кои биле предмет на интерес. Според досегашните сознанија, собствениците на објектите ги изнајмувале истите по цени во просек од 1500 евра месечно, во зависност од тоа за каков објект се работи, или доколку сами ги примале илегалните мигранти им наплатувале од 5 до 10 евра, само да се засолнат во објектот без да им биде даден кревет за парите кои ги плаќале. Од досега извршените разговори со илегалните мигранти, посочено е дека сите дошле во Ваксинце по собствена волја, патувајќи од соседна Грција кон побогатите земји членки на Европската Унија, односно ниту еден од нив не посочил дека бил жртва на присилба, закана или уцена во однос на престојот. Лицето приведено врз основа на претходно распишана потерница се товари за убиство, кое го извршил на 6.1.2001 година во Куманово, кога заедно со уште двајца негови познаници со пиштоли убиле едно лице. Имено причината за убиството е што пријавените револтирани бидејќи сега убиениот не се согласувал на брак помеѓу неговата ќерка и синот на приведеното лице. Се упатиле кон неговата куќа и по кратката расправија започнале да пукаат кон него при што му нанеле 4 прострелни рани. Истиот подлегнал на повредите на 8 јануари 2001 година. Портпаролката на еврокомесарот Јоханес Хан, Маја Коцијанчич, изјави денеска дека за несреќа вчерашните преговори не резултирале со договор и ги повика сите страни во интерес на граѓаните и земјата да најдат одржлив политички компромис без натамошно одложување и да истапат со конкретни предлози врз основа на договорите што веќе се постигнати. Според неа некои клучни елементи од договорот, вклучително и одржување на предвремени избори, се договорени, но една од работите што се уште е на маса е точната организација на владата, што ќе ги подготви изборите. Таа нагласи дека оно што е есенцијално е политичките лидери на земјата да ја прифатат одговорноста и да истапат со компромисен предлог што ќе овозможи земјата да се движи напред. Во однос на изјавата на Хан по преговорите дека е разочаран од некои политички лидери од земјата, не сакаше да коментира за кого се работи. Славниот актер Благоје Спирковски Џумерко, кој предпладнево почина, ќе биде погребан утре во Прилеп. Од 10 часот во театарот Војдан Чернодрински ќе се одржи комеморативна седница. Посмртните останки на актерот од 10 до 12 часот ќе бидат во капелата, а од 12 часот е погребот на гробиштата во Прилеп, соопшти од Прилепскиот театар. Благоје Спирковски Џумерко остави длабока трага не само во прилепската, туку и во македонската театарска уметност. Тој беше реномиран и ангажиран актер кој засмејува, кој на прилепската сцена, но и на македонската театарска и филмска сцена донесе многу улоги, главни, споредни, епизодни. Нашиот Џуме, како што го викаа прилепчани, за своите улоги беше доста наградуван, а во 2011 година ја доби наградата за животно дело на 46-тиот меѓународен театарски фестивал Војдан Чернодрински, а градот Прилеп во 2006 година му ја додели наградата за животно дело 3 ноември. Беше прв добитник на наградата Петре Прличко, се вели во омажот за славниот актер подготвен од театарот Војдан Чернодрински. За секогаш ќе остане запаметен по улогата на Итар Пео во Солунски патарди, во Прилепскиот театар и во ТВ серијата, пошто го препознаваа многу генерации.
Во нашиот театар Војдан Чернодрински работел од 1966 година па се до пензионирањето, па и потоа имал улоги. Актерски остварувања имале на сцените во театрите во Битола, Штип, Струмица, Куманово, Велес. Џумерко беше синоним за актерска популарност и омиленост кај публиката која секогаш го наградуваше со аплауз. Ќе го паметиме по бравурозноста во неговата игра, секогаш подготвен за трансформација во својата игра, се вели во текстот од Прилепскиот театар. Председателот на германската централна банка Бундесбанк Јенс Вајдман изјави дека опасноста од банкрот на Грција се зголемува со секој изминат ден. Според него има силна волја да й се помогне на Грција, но времето за договор изминува. Грција до крајот на месецот на ММФ треба да му исплати 1,5 милијарда евра. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ги повика политичките лидери во земјата да го остават своето его настрана и да формираат влада што побрзо. За време на неговото телевизиско обраќање Ердоган предупреди дека историјата ќе им суди на сите кои Турција ќе остават во политичка неизвестност. Партијата на правдата и развојот на Ердоган го загуби апсолутното мнозинство на парламентарните избори за прв пат откако е на власт од 2002 година. Според него сите страни мора да ги почитуваат резултатите од изборите, како и волјата на граѓаните. Полските министри за финансии Матеуш Чурек, за здравство Бартош Арлуковиќ и за спорт и туризам Анџеј Биернат, како и председателот на Сејмот Радослав Сикорски, поднесоа оставки на функциите, соопшти вчера премиерката на Полска Ева Копач. Оставките на четворицата членови на владеачката партија Граѓанска платформа следуваат откако во јавноста протекоа информации за текот на истрагата во врска со аферата од пред една година за прислушување на високи владини представници. Бројот на заразените со смртоносниот вирус МЕРС во Јужна Кореја достигна 122 лица, пренесе Ројтерс, повикувајќи се на информации од Министерството за здравство на азиската држава. Од болеста веќе загинаа 9 лица во земјата, во карантина стануваат над 3,4 луѓе. Поради стравот од ширењето на коронавирусот над 2,2 се дома, а градинките и училиштата привремено прекинаа со работа и активности. Светската здравствена организација вчера препорача училиштата да ги отворат вратите, бидејќи е малку веројатно оттаму да се шири вирусот, додека училишните совети препорачаа и натаму училиштата да бидат затворени. Република Кореја стана втора во светот земја по количина на потврдени случаи на заболување од МЕРС по Саудиска Арабија, каде од 2012 година се заразиле над 1000 лица. Коронавирусот засегна 23 земји, вклучувајќи ги Јордан, Катар, Тунис, Велика Британија, Германија, Италија и Франција. Официјално се потврдени 1271 случаи за инфицирање на луѓе, а починати се најмалку 448. За вирусот нема вакцина или третман. Времето денес беше сончево со умерена облачност, а попладне со услови за локална нестабилност со локален пороен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 12 до 17, а дневната од 23 до 30 степени. УВ индексот изнесуваше 7. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и топло време со мала до умерена облачност, попладне со услови за краткотраен пороен дожд и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 10 до 16, а дневната од 23 до 31 степен. УВ индексот ќе изнесува 8. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!